Почитувани гледачи, добро вечер. Добро дојдовте во новата епизода на Независна зона. За состојбата во судската полиција, за предизвиците со кои што се соочуваат вработените, условите за работа и новиот закон за судска служба, вечерва разговараме со Владимир Литовски, претседател на Независниот синдикат на судска полиција. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, добро ве најдов. Господине Литовски, за почеток кажете ни малку повеќе за формирањето на Независниот синдикат на судска полиција, од кога постои и колку членови број во моментов? Независниот синдикат на судската полиција е формиран на ниво на Македонија од 2019 година и од тогаш веќе активно постои. Почнавме со многу мала бројка, нормално, но успеавме да стигнеме до една бројка која што е завидна на ниво на Македонија. Некаде околу 80% од судските полицајци се членови на овој синдикат. Мислам дека колегите, самото тоа процентот 80%, самото покажува дека довербата во овој синдикат е голема на судските полицајци. И се е тоа затоа што до 2019 година немаше синдикат конкретно на судска полиција. Судските полицајци членуваа во многу други синдикати, но немаја никогаш свој представник. И никогаш не беа представени како што треба. И заради тоа, стално кога се изготвуваа закони или измени на закони или такви работи, идевме до ситуација стално да бидеме заборавени, да речем. И беше веќе крајно време, не донесоа до катастрофална ситуација да биде судската полиција, и оттаму и произлезе идејата за формирање на Независниот синдикат на судската полиција, кој што и денес себе успешно функционира. Така, дали ова беа дел од причините за да се создаде овој синдикат, односно таа состојба кога не биле препознаени од другиве синдикати и состојбата во која што веќе се наоѓале? Така, во другите синдикати очигледно е дека, мислам, од денешна перспектива гледано, очигледно е дека беше важно само собирањето на чланарината. Буквално и прикажување на бројка нивна. А некој конкретна борба за права на судските полицајци немаше. Никаква. И баш заради тоа, ние пробвавме од 97 година е судската полиција формирана, уште од тогаш ние пробвавме да преку синдикатите да издействуваме нешто, да бараме нешто, ама не наидувавме на никакво разбирање, не наидувавме на конкретни действија што ќе подобрат статутот на вработените во судската полиција. Рековте дека броите околу 80% од членството. Да. Кои беа најголемите отпори или предизвици во тој раст? А уште на самиот почеток, кога го формиравме синдикатот и почнавме можда и повеќе гласно од што требаше да бидеме. Почнавме со пресконференции, со посети во Министерство за правда, со пишување многу и со такви работи, и првично наидовме на отпор од судовите. Од судовите, од Судски совет, од Министерството за правда. Колегите исто така беа доста скептични, не веруваа во синдикати, разочарани од претходните години, веќе 20 и нешто години, кај никаква придобивка нема од никој синдикат. И беа многу разочарани од синдикатите, и сето тоа сакаше многу работа. Беа илјадници километри се поминаа, посетени сите судови,
по неколку пати, убедување со колегите, да сватат дека представниците на овој синдикат потекнуваат баш од судската полиција, не се судски службеници или не знам други вработени во некој синдикат, туку дека се луѓе од нивните редови. И проблем исто беше средствата за да се прават обиколки низ цела Македонија, оти мораше низ цела Македонија, судски судови има 32 во Македонија. Мораше да се обиколуваат сите судови да се поминат. И тоа се кошта пари. А ние со пари бевме многу ограничени, но на крајот борбата се исплатеше и сите тие жртви, и сите тие на почеток од наши средства, буквално и од собствени средства, од джепот дававме ние неколку души, што за да можеме да оствариме ова што сме денес. Да стигнеме до поверењето на колегите да го здобиеме. Така, денеска сте дел од поголема синдикална организација, односно Сојузот на синдикати Пета сила, па која е целта на тоа здружување? Да, ние сме првови независниот синдикат на судската полиција и членка на Гранскиот независен синдикат на полицијата, уште од самиот почеток, од формирањето. Јас лично сум и помошник генерален секретар во Гранскиот независен синдикат на полицијата, кој што е задолжен за шумска, судска и затворска полиција. И со самото формирање автоматски на Сојузот на Петта сила, каде што Гранскиот независен синдикат се приклучи, по автоматизам и ние тука влегуваме. И целта е тоа што јас одстално го зборував, колку повеќе сме обединети, толку силата е поголема. Силата на синдикатите е единството. Доколку имаме единство и сме обединети во поголема бројка, тогаш сме многу по-препознатливи и многу по-видливи пред институциите. Колку помалце еден, ако оди човек, никој не го ни гледа. 10 исто, 100 многу малце. Ама кога ќе излезат 1000, 2, 3, 5000 луѓе, тогаш е веќе бројка. И тогаш веќе сме препознатливи и колку повеќе ќе се обединуваме и колку повеќе ќе влегуваме во синдикат како што е Петта сила, кој што не е врзан со никоја политика, со ниедна политичка партија, и самите овие нашите наслови независни синдикати го кажуваат тоа, толку мислам дека силата ќе биде поголема и заради тоа е придобивката од приклучувањето, размената, искуства, настапи пред институциите, протести, сите тие работи се придобивка за секој еден синдикат. Каква е соработката меѓу различните синдикални структури во рамките на Сојузот? За сега е многу добра соработката, барем мојата соработка со буквално сите структури. Јас учествував и во формирањето на независниот синдикат на електростопанство на Македонија, кој што почна од Рек Битола, со председателот Тони Башевски од Битола, го формиравме тој синдикат заеднички и исто така и таму наидовме на големо добар одзив, брзо растење во тој синдикат. Во меѓувреме формиравме, ги приклучивме и од таму СМ Молика, кој што се како подружница во СМ. И сега последно од Рек Осломеј, од Кичево, исто и таму се направи синдикална организација, каде што Бранко се вика председател таму, исто и таму многу голем, многу добар одзив имаме. И соработката исто со Кристина Ампева од Гласен текстилец или Гласен синдикат, која што ни се приклучи, Рената од здравство,
буквално со сите синдикати кои што се членки во петта сила, јас барем имам многу добра соработка и сега за сега добро. Одиме. Дали мислите дека властите се расположени за вашите синдикални барања и за подобрување на целокупната состојба? Властите никогаш не се расположени за барањата на синдикатите. Властите, било која власт, не зборувам за ова или прошла или не знам која, нас не интересира то, но обично се наидува на отпор. За секое едно барање се наидува на отпор и таква ни е веројатно климата во државата, што секое едно нешто мора да се турка со сила, со многу преговори, со многу протести, со такви работи, но важно е целта дека сакаме да се успее и се успева многу пати. А иначе расположение дека треба да очекуваме од некоја власт дека самите на прво ќе ни речат нас ајде идете и еве се што побаравте, се ќе добиете, тоа можеме да си го заборавиме. Во однос на состојбата во судската полиција, колку вработени има во судската полиција во Македонија? Моментално 108. Како се распоредени по судовите, односно дали некаде има недостиг на кадар? Моментално се 180, 181 судски полицајци во Македонија, а по правилник од 2016 година, ако не грешам, кој што е донесен, треба да се на ниво на Македонија 340. Сега самата бројка може да ви кажи каква е ситуацијата. Кога некои 60% се пополнети местата. Има голем недостиг. Во судовите општо низ Македонија има голем недостиг на судски полицајци и тоа е многу голем проблем. Ние прво имавме со стариот закон, со сегашниот уште важечкиот закон за судска полиција, за судска служба, каде што е и судската полиција, имавме проблем во делот кај судска полиција беше ставен услов за познавање на јазик со некои сертификати, TOEFL, MOFL, не знам како беа ни точно, кој што во Македонија ги нема каде да се земи таков сертификат. Не постои институција од каде што може да се земи таков сертификат за да се вработи судски полицаец. И со самото тоа многу години беше закочено вработувањето на судски полицајци. Сега дали само тоа беше причината или средствата кои што треба да се одделуваат, не знам, ама години немаше вработување, единствени вработувања во судска полиција беа со превземање од армијата. Но и таму не бевме многу интересни, затоа што и платите ни беа мали, ни стаж бенефициран, ни услови за работа како што треба, ништо, и од армијата избираа да одат во затворска полиција или во Министерство за одбрана и негде на друго место, не идеа во судска полиција, но нешто малце што ќе се пополнеше, само таму се пополнуваше. Така, зошто не се вработуваат ете млади кадри во судската полиција? Освен овој критериум што го споменавте, дали мислите дека во друго е проблемот? Не. Сега во моментот не. Да, допред некои 5 години, 4-5 години, проблемот беше исто во многу ниските плати. Ниските плати, додатоците кои што требаше да се земат со закон, кои што беа пропишани, не се даваја. И интересот беше никаков. Никој млад човек не иди за, како сега, 26 или 27 илјади денари плата, да дојде на такво одговорно место, каде што стварно треба работа и треба внимавање. Многу. И сега одговорност да превземе некој за 26-7 илјади млад човек не идеше. Но овие последните 4-5 години тие работи се подобрија, ама стоеше условот кој што не можеа да го исполнат младите луѓе. Мислам, и условот за вработување во судска полиција е со закон до 25 години старост. Немаше некој што можеше да
го набави сертификатот за да се вработи. Во какви услови работат овие вработени? Многу зависи од суд до суд, но генерално гледано во 99% од судовите состојбата е катастрофална. Почнувајќи од просториите кои што треба да ги имаат, оружјето, службеното оружје кое што каде го имаат, а каде катастрофа е, не е ни употребливо, затоа што тоа е оружје кое што е поделено од депоата на судовите за пленето оружје, со кое што се вршени, криминални дејности, и тоа оружје е поделено. Исправноста на тоа оружје никој никогаш нити ја проверувал, нити ја знае каква е, ни шо е. Униформите се кој суд како набавил, ако набавил нешто, има судови кај што 20 години не се набавило ништо. Макар што прошлата година по наша иницијатива и наши залагања во судски совет, прошлата година се набави за цела Македонија многу мал дел од униформа. Летни зимски панталони, летна зимска кошула. И тоа беше се што се набави. И тоа беше после 20 години набавување на така колективно на ниво на Македонија. Како ги оценувате безбедносните мерки и протоколи што ги применуваат за заштита на судските полицајци? Безбедносните мерки лоши се. Лошо е затоа што безбедноста на секој еден судски полицаец зависи од опременоста прво, негова, со наоружување, опрема, друга безбедносна и сите работи кои што следуваат, и другата работа од пополнувањето на работните места. Најнормално не може безбедноста да е иста ако денес на вратата во судот се четворица или еден човек. Кога е еден човек, неговата безбедност е по автоматизам многу по-мала и нарушена е. Лошо е. Ситуацијата е лоша во моментот, но мислам дека веќе тргнуваме на подобро и дека ќе, ако продолжиме вака, дека ќе се избориме за да биде многу подобро. Неодамна имавте состанок со претседателот на судскиот совет. Кои беа главните проблеми што ги посочивте? Со претседателот на судскиот совет, со овој претседател конкретно на судскиот совет, веќе имаме 3 средби остварено во овие неколку месеци. Имаме многу добра соработка, како што ви реков, уште прошлата година беа набавени униформи за цела Македонија за сите судски полицајци. Нашите барања конкретно беа униформата, опремувањето, оружје, заштитни елеци, пендраци, се комплет што следува од униформа и вработувањето на нови судски полицајци. Наидовме на многу добра соработка со претседателот на судски совет. Униформа еден дел се набави. Се надеваме сега дека за брзо време уште пак нешто од униформа ќе се набави. Во меѓувреме се работи за опремување со оружје и службено на ниво на цела Македонија на судските полицајци преку судскиот совет. Мислам дека и за тоа сме на добар пат, но да не избрзувам да кажувам нешто што уште не е случено, но има заинтересираност од страна на претседателот и мислам дека имаме добра соработка. За прв пат со претседател на судски совет што сака да се ангажира и да нешто да подобри. Имаме добра соработка со него. Брањата наши конкретно беа тоа подобрување на статутот на судските полицајци општо, во секој поглед. Така, освен условите за работа, многу важно е и професионалната подготовка на судските полицајци, па дали имаат потреба од постојана обука и професионално доусовршување? Да. И дали посетуваат некакви обуки? Да. Значи, законски е одредено и со правилници е одредено и секој суд секоја година во испраќа извештај дека треба да задолжен е секој суд. Претседателот на секој суд е задолжен за да обезбеди, за да изврши обуки
на судските полицајци кои треба да се во континуитет. Но тука се несфатливи работите. Председателите на судовите, иако ги имаат условите за да може да ги направат тие обуки, пошто има подпишан меморандум со полицијата, да може да се кој суд кога сака да побара и да му овозможи полицијата да му организира гаѓање за судските полицајци, конкретно. Друга страна, Академијата за суди теоретски обуки ги врши. И освен тие теоретските обуки, каде што еднаш годишно ќе ги има и кој дошол, кој не дошол, затоа што не може да го ослободат од работа, затоа што има многу малце судски полицајци, па нема кој да покрие, за да некој дојде од цела Македонија во Скопје да дојдат да ги извршат тие обуки, други обуки не се ни вршат. И тука се несфатливите работи, барем за мене, стално што го поставувам прашањето и во судски совета и кај сите председатели на судовите кои што контактирам, тоа ми е стално дилемата што не можам да ја сватам. Значи имате една, му велам, вооружена формација, која што е задолжена за вашата безбедност, за да ве чува вас, и секој нормален, таа формација ќе јакни и ќе унапредува, затоа што неговата глава треба да му ја чуваме, пред се. И тука не можам да сватам нивниот отпор да ја унапредуваат судската полиција. Тие гледат колку што можат да задушат работата на судската полиција. А со самото тоа ја нарушуваат и својата безбедност. И тука ми се несфатливи. Некој, так ќе речам, имаш некој што треба да те чува, место ти да го обучуваш повеќе, да го опремуваш повеќе, кадровски да го екипираш подобро, ти гледаш да го задушиш, да го турниш на страна, да не му извршиш обуки, и со самото тоа самиот си ја нарушуваш својата безбедност. Но не така како кај нас општо во државата, од која ќе се случи нешто, тогаш почнуваме да размислуваме. Како што беше случајот со Пулс, дискотеката во Коча. Од која се случи, почна инспекции да вртат и да се проверуваат противпожарни апарати и се на ниво на цела Македонија зборам. Судската полиција се формира во 97 година, затоа што во 95 година во Виница, во судот, со пиштол внатре пукаше тој ни уби адвокати, не знам, странки и таква работа, тогаш се му текна да се формира судска полиција. Сега треба да почекаме пак некој да отепат, за да му текни на председателите на судоите и на сите институции дека треба чекај ова, има потреба од ова служба. Проблемот е што нема санкции, не се почитуваат законите, односно за тоа незаконско однесување нема никаква санкција. Не. Никаква санкција нема, никој не одговара. Законите се кршат. Не се применуваат. Не се применуваат и се кршат. На хартија само. На хартија се стојат законите и се релативно и досега некои работи добро беа регулирани, ама никој не ги применува. И никој не сноси одговорност за тоа што не ги применува. Затоа што досега во законот се регулирано на некој начин, но никој на никого нема контрол. И тука е проблем. Да. Во изминативе години каква синдикална борба водевте, односно зашто конкретно се боревте и кои беа вашите барања? Првично од почнување од формирањето на синдикатот, како прво едно од барањата беше во Законот за судска служба и ден денес стои член 135 кој што вели поради обем и сложеност на работата и работните задачи на судските полицајци им следува додаток до 20%. Министерот вика со подзаконски акт одредува за кој суд колкав процент ќе биде со правилник донесување. И тоа беше донесено во 2006 година, ако не грешам. И од 2006 година до 2020 година, кога веќе ние по 2019 кога почнавме ние, тоа се некои 15-16 години, никој тоа нити подзаконски акт беше донесено, нити
некој го спроведуваш. Првото барање со кое што настапивме тогаш беше барањето да се донеси тој подзаконски акт. И тука наидовме на голем отпор. Многу голем отпор. Тука имаше калкулации, расправи со министрите, пазарење, колку да биди, дали 20, дали 15, дали 10, па за некој судој 5 да биди. Многу големи, многу тешки преговори беа тие. И многу имавме министер кој што сакаше да го врзува тој додаток, си додаваше член во тој подзаконскиот акт, што сакаше да го донеси, член што немаше врска со закон. Ама да си стои во тој членот дека ако има средства тогаш ќе се плаќа. Тако е мал, ама ако има средства. И секој месец председателот на судот да праша во судски буџетски совет дали има средства, има, нема, пријатно. И да се дава така тој додаток. И тука заради борбата со тој додаток направивме и 2 протести. Самостални протести, 2 имавме направено, а покрај тие имавме во меѓувреме на ниво на НСП се организираа поголеми протести, веќе 3-4 протести и таму кај што учествувавме и баш пред Министерството за правда, затоа што и затворската полиција тука спаѓа под Министерството за правда и заеднички одевме и пред Министерството за правда буквално за ова работа да се расправаме и да се изврши притисок од страна, макар што извршната власт е одделена од судската власт, но да се изврши било како притисок да почнат судовите да ги почитуваат законите и да почнат да се исплаќат и другите додатоци како што треба да се исплаќаат законски. И тука беше доста. Тие првите 2 години, 3 години имавме доста голема борба до 21 година кога се донесе тој за прв пат после како и 15 години 17, после 17 години да се донеси прв пат на наше инсистирање, на наша борба, да се донеси тој беше прв успех, тој подзаконскиот акт, носењето од страна на Министерството и од тогаш се почна да се исплаќа тој додаток за обем и сложеност на работата и работните задачи. Да. Колку ова беше важно за вработените и дали ова беше пресвртница во односите со институциите, бидејќи тоа барање било усвоено? Да. Тогаш веќе покрај Министерството за правда кој што ние многу притисок направивме, но кога се изборивме за ова, исто така во меѓувреме организирано почнавме преку синдикатот на ниво на Македонија огромен број на тужби да даваме за другите додатоци што ни се исплаќа. И тогаш веќе кога се доби ова, што никој не веруваше дека ќе го добиеме, затоа што сегде каде што ќе одев, дури и во други синдикати, кога ќе одев и ми велеа нема, за џабе го барате, ова нема шанса дека ќе го добиете, не, треба пари да одделат, не одделат пари, нема да го добиете. Кога веќе се доби, тогаш веќе почнаа да не гледат поинаку и председателите на судовите и другите вработени во судовите, затоа што веќе материјално судската полиција почна да оди нагоре. Бевме веќе препознатливи затоа што тогаш имавме многу често и пресконференции, и критики и за посебно судови, и за министри, и за се критикувавме. И веќе почнаа да не прифаќаат дека сме релевантен фактор и дека не може така само да не занемарат. Укладовме на еден начин малце страв од пресконференциите и од протестите, да речем. Освен тие тој успех, какви други барања имавте, зашто се залагавте? Уште од тогаш почнавме со самото добивање на на додатокот на овој, што беше за обем и сложеност на работата и работните задачи. Уште тогаш почнавме со барањата за добивање на бенефициран стаж за судските полицајци. И не само бенефициран стаж како бенефициран стаж, туку и начинот на пензионирање. Затоа што ние сега во моментот 29 години постои судската полиција и 29 години
еве јас и другите што се вработени од тогаш, ние сме немале бенефициран стаж. И сега со самото добивање на бенефицираниот стаж, ако сега утре се почне да се плаќа, ние 29 години сме ги промашиле. И сега на наши години, ако почне сега, ние многу малце би добиле. И затоа многу важен услов беше не само добивањето на бенефицираниот стаж, туку и начинот на пензионирање на судските полицајци, затоа што години се промаши. И од тогаш се почна со таа борба исто, за уште од 21 година, со борбата за добивање на бенефициран стаж. Имавме многу, беа формирани уште тогаш работна група, две работни групи беа формирани два пати во Министерството за правда, каде што учествувавме ние, представници од Министерството за правда и Фонд за пензиско и Министерството за труд и социјал. И никако не наидувавме на разбирање. И имавме уште еден многу голем проблем во тоа време. Секој, од прилика на една година се менуваше министер за правда. И таман ке стигневме до некој резултат или до нешто, или нов министер, и се почнува од почеток. И тука тоа беше стварно голем проблем. Макар што и сега, еве сегашниот министер, сега реконструкција, пред 2 години. Само 2 години е пак добар период. Тогаш не можевме една година да врзиме со министер и имавме голема кочница во тоа. Така многу потешко е нешто да се издействува. Да. Како резултат на оваа синдикална борба, бевте дел од работната група за новиот закон за судска служба. Па како изгледаше овој процес? Прво беше макотрпно убедувањето со министрите за правда, со текна, не со овој последниот, затоа што веќе го имавме добиено од претходното, да учествуваме во работната група. Затоа што не ни сакаа да прифатат независниот синдикат на судска полиција да има свој представник во работна група за изготвување на законот за судска служба. Затоа имавме многу состаноци во министерство, дописи, пишување и такви работи. И на крајот се успеа да прифатат дека треба да бидеме внатре во тој процес, во изготвувањето на законот, затоа што никој не може подобро да знае за судската полиција од судски полицаец. И кога стигнавме веќе на тоа ниво, на 2 пати почнуваше со работна група и ова што ви го кажувам, или нов министер се стигнува до некој степен, или нов министер и вели се формира нова работна група и се почнува пак од почеток. И ајде пак од почеток. И тој процес траи веќе 3 години, отприлика 3,5 години. За соидењето сега на последно на министерот за правда, Игор Филков, повторно исто пак се почна од почеток, се формира повторно работната група, немавме отпор затоа што веќе беше прифатено и од претходно дека мора да има наш представник во работната група. И еве колку скоро 2 години од кога се почна со работната група, не цели 2 години, и интензивно, можам да речем некој година и нешто, година и 2-3 месеци, интензивно се работеше на закон. И буквално еднаш неделно имавме состанок, некојаш и 2 пати, овде во Скопје, и јас бев во таа работна група, учествував, и првично гледањето на членовите на работната група кога почнувавме беше како со подсмев кон мене, затоа што таму беа професори од факултет, представници од Министерството за правда, администратори од сите најголеми судови во Македонија, и сега дошол некој судски полицаец тука во работната група се уфрлил внатре. И малце имаја така како резерва, се до првите состаноци кога сфатија дека ако судски полицаец многу поќе се потрудил и прочитал од што тие што беа заинтересирани со законот,
Па после тоа затоа дојдовме до ситуација да барат од мене да учествувам во комплетно изготвувањето на законот, а не само делот за судската полиција. И активно, ви кажувам, година и неколку месеци, присуствував на 90% од состаноците што беа на таа работна група и изготвувањето на тој закон. Кои беа вашите барања? Дали повеќето од нив не идоа на поддршка и што беше најтешко да се усогласи? Да, имавме многу барања, затоа што, ви кажав, имавме закон каде што многу работи беа кажани, но нигде никој неодговорност, никаков ред немаше и ништо не беше како што треба. И тоа беше баш заради ова, затоа што немаше некој од фелата, како сега, да укажи на кои се проблемите, па да се решаваат тие проблеми. Иначе, ни беше дадена можност да делот за судска полиција, буквално целиот тој дел за судска полиција, што е негде околу, можам да речам, преку 30% од законот за судска служба, е делот за судска полиција, тој дел да го изготвам да го изготвиме ние како синдикат, и да го дајме, и да се оди да се види со работната група што може и што не може да поминува. Нормално јас нити сум правник, нити можев да го составам тој дел нешто како што треба. Затоа имав многу голема помош од адвокатите кои што ни се во синдикатот Дончо Стаменков и Антонио Саздов, со кои што многу време поминавме во штип, одев, работевме со денови на составување на законот, на член по член. Исто така голема помош имав од команданто кој што ни е на судската полиција, Александар, кој што и тој активно учествуваше во работите, затоа што и тој знае многу добро командната структура, како треба да изгледа, и со војна академија знае како треба да одат тие работи. Заеднички и со него ги работевме и тие работи. Дури на крајот, при крајот на изготвувањето на законот, на моје барање и тој беше вклучен во работната група да влези со идеи. Но главно, зборувам се и главно, но неголемо барање беше бенефицираниот стаж, кој што сакавме да се регулира. И пак ќе повторам, начинот на пензионирање, не само бенефициран стаж да се добие како бенефициран стаж. И можам да речам дека 90% од работите кои што беа предложени се прифатени во законот. Имаше законот се изготви како што се изготви, се објави на ЕНЕР, верзијата која што ја имавме напишано работната група, после следува од неколку министерства, Министерство за финансии, Министерство за труд и социјала, од законодавно правна комисија, следуваа забелешки на тој закон кој што дојде. И нормално, се што беше врзано со финансии, со пари да треба да се дат, се беше оспорено од Министерството за финансии. Исто така од Министерството за административни службеници, затоа што го врзаја законот со, мораше да го сакаат, не сака и добија, да се усогласува со тој закон за административни службеници. И вработените во судската служба, кога се изваде верзијата која што се усвои, да речем, која беше стигната пред собрание, пред парламент, беа многу незадоволни, за разлика од судската полиција. Но трудот кој што го вложивме, цело време од кога законот помина, ние цело време имавме поддршката, можам да речам, од цела Македонија, од многу судски полицајци кои што ургираја, бараја, помагаја да издействуваме пред сите министерства, да сватат која е потребата за секое едно нешто,
во законот како што беше напишано дека така треба да остане, и сето тоа на крајот се исплатеше. Затоа што овој закон, пак ќе ви речам, покрај сите судски вработени во судска служба, не судски службеници само, покрај сите вработени во судска служба што не се задоволни, слушнавме и самите, имаше јавна расправа кај што синдикатите, другите со огромни реакции беа. Незадоволството кај нив можам да го разберам. За разлика од нив, ние судската полиција, ви реков, повеќе од 90% од тоа што го предложивме и тоа што се напише и тоа се усвои. И бевме задоволни. Така. Со новиот закон е предвиден и систем на пресматра на платите преку коефициенти. Дали тој систем започна да се применува и што конкретно ќе значи за судските полицајци? Не. Тој систем на коефициент на платите беше предвиден во НР верзијата. И тој се водевме во изготвувањето на тоа, се водевме од општиот колективен договор, кој што од мај, ако не се лажам, 25-та година требаше да почни да се прават платите во коефициент за да се пресметуваат и од 26 јануари веќе да влези во сила. Ние како работна група го изготвивме тоа со коефициент од бруто плата и од бруто просечна плата, и тој систем ќе беше многу добар, затоа што не само за судската полиција, туку ќе беше добар за сите вработени во судската служба, затоа што растот на платите ќе одеше многу побрзо од што сега, како што е врзан со минималната плата. Минималната плата многу помалку се зголемува од што бруто просечната плата. Сега ја имавме, слушнавме податок дека нето просечната плата се зголемила за 8.000 денари, а минималната плата се зголеми за 1.700 денари, како беше. Значи, растот е многу поголем и Министерството за финанси, верувам дека од кај нив беше најголемата кочница, забелешката на тој начин на пресметување на платите со коефициенти, и во Министерството за правда, то кај сите вработени во судска служба се избрише и остана стариот систем на пресметување на плата, тоест минимална плата како основица и плюс бодови кои што вредноста на бодот ја одредува владата на... Во однос на платата, дали судските полицајци се задоволни, односно каква е моменталната состојба и дали тие дополнителни надоместници им се исплаќаат регуларно? Вака. Платата на судските полицајци, прво има еден мит низ судството дека судските полицајци земат многу големи плати. Судски полицаец зема минимална плата плюс 8 бода. Се насе. 8 бода се околу 500 денари. Минимална плата 26.100 како е, значи основна плата на судски полицаец е 26.600. Сега ако е тоа многу голема плата, тогаш во ред. Прифаќаме дека земаме многу голема плата. Дури имаше еден пример, ајде да не кажувам каде, да ојден и еден синдикат на преговори, меѓу другото каде што бараја на судските полицајци да му се намали платата. Синдикат, зборам. Не нивната колку ќе се зголеми, туку да се намали на судските полицајци. И тоа е само привидно дека е голема платата на судските полицајци, затоа што креваат на платата, на последната сума, креваат многу додатоците. На ваков недостаток на судски полицајци се подразбира дека имаме прекувремена работа. И сега, кога одиш ноќе, кога одиш во недела, кога имаш прекувремена работа, нормално е платата да оди горе. И тие споредуваат, сакаат да имат од понеделник до петок од сабајле, одат, без никакви додатоци немат, и да земат плата, не знам колку голема. Мислам, јас разбирам, и нивните плати, општо платите во судството се мали. Кога еден стручен соработник, не знам, основната плата му е 37.000 денари, или информатичар, кој што знаеме дека информатичарите се
сега во Македонија најплатените, а во судството се и тие тука негде со 36-7 илјади денари, тогаш пак ќе речам, не се големи платите на судските полицајци со се додатоци земени, туку се нивните плати мали. И тие треба да се зголемуваат сите плати. А вклучително, кога би се зголемувале сите плати, би се зголемувале и на судската полиција. Во секој случај, со борбата наша, овие плати вака се овие 4-5 години. Овој додаток преге што го спомнавме го добивме во 21 година, истовремено со тужби ги донесовме. Пред тоа сите стужевме, ама некако секој сам. А вака кога организирано стигнува по 60, 70, 80 тужби одеднаш, и кога ќе дојдеше да треба да се исплаќат тие тужби, и тоа беше голем терет. Ги донесовме да ми се јавуваат од судски буџетски совет и од судски совет и да ми дадат, молим те, кажи дали има уште нешто да тужите, да видиме да почнеме да плаќаме, само да не тужите. И последно и спогодби праја да ни исплатат, само да не тужиме. И од тогаш веќе се исплаќа, да речем. Така, за прв пат се оведува и бенефицираниот работен стаж, како што споменавте, со новиот закон. Зошто ова барање беше толку важно? Ова барање беше многу важно затоа што секој еден што работи со безбедност знај колку е способноста, до колку години е способноста на еден човек за да може да извршуваат таа работа, безбедност. Работата, кога се работи со безбедноста, самата работа си носи стрес, психички оптеретувања, пашка од физичката спремност што треба да има секој еден за да може да ги извршува работите. Поради тоа не за џабе, поради тоа и полиција, и војска, и затворска полиција, па од нова година и шумската полиција го имаат бенефицираниот стаж. И поради тоа беше многу важно да се добие и во судската полиција, затоа што ние веќе почнавме колегите кои што со возраста малце појќе се, да не стигнуваат ни до пензија, да починат и да не дочекаат пензија. Поради ова беше многу важно да се добие тој бенефицираниот стаж. Вистина е дека придобивка многу поголема ќе имаат младите судски полицајци кои што ќе се вработуваат и кои што се помлади дојдени од војската, кои што ќе може да го користат ова. Но, како што напоменав и преге, многу важно беше добивањето на начинот на пензионирање. И можам да речем дека веројатно во Македонија сега имаме најповолен начин на пензионирање. Успеавме да добиеме после 55 години старост на судски полицаец, 25 години стаж вкупен, од кои 15 години најмалце во судска полиција, да има право да побара пензионирање. И висината на пензијата да му биде 80% од 10 најдобри години кои што ги остварил во работењето, со тоа што ако нема 40 години стаж, за секоја година по 0,5% од 80 се намалуваат. Иако, еве сега 29 години правиме од која е формирана судската полиција, што значи, пример, в година 30 години работел некој, тој ќе земи 75% од најдобрите 10 години. И тоа е многу добар услов, кој што ќе овозможи, макар што тој услов не е само затоа што во фондот за пензијско тука беше и големиот отпор години што се тегневме, кај нив можам да ги разберам, велат некој мора да уплати за да може да земиш пензија, ако не уплаќаш не може да земиш пензија. Со овој услов сега, после 55 години, судски полицаец може да побара, да си оди, а не исполнува условите, ќе мора да добие одобрение од судски совет, од судски буџетски совет, за да си оди пензија, но судски буџетски совет ќе биде должен до исполнување на условите да му ги плаќа сите трошоци во фондот за пензијско кои што треба да бидат за тој човек. По секој случај, не знам колку ќе биде применето тоа, но
има можност да се применува, затоа што мислам дека и председателите на судовите гледаат веќе не може 56, 7, 8 години човек да трча на четврти спрат и 30 годишни деликвенти да изфрлува надвор. Му треба млад кадар. Мислам дека ќе одобруваат таквите пензионирања, ќе се бараат од самите председатели на судовите, а и каде што нема да се одобри такво, пак судските полицајци ќе си одат од 60 до 61 година, 62 години, 59, тука негде старост, ќе можат веќе да, тогаш ќе нема сакам неќам, туку ќе исполнуваат условите да можат да си одат во пенсија. И тоа е многу важна работа, затоа што, пак ќе речам, службата веќе стари. Стари, можам да кажам дека сигурно просечно е судските полицајци, просечна старост е некој 50 години, 51 година. И тука со стари луѓе не можеш да возрастни луѓе, со таа возрастна луѓе не можеш да работиш како што треба. Така, господин Литовски, кои се следните синдикални активности? Прво овој закон треба да почне имплементацијата од јануар 27, сега, јануар од први месец. Наше ќе биде да го следиме имплементирањето на законот, да почне да се применува баш како што треба, затоа што сега во овој закон е комплетно образложена и командна структура, и вработувања, и одговорностите на председателот на секој суд, како треба, што треба да се прави, и тука ќе бидеме многу активни во имплементирањето на овој закон, во следењето. Макар што во меѓувреме од септември месец ќе мораме да се ангажираме ова бенефицираниот стаж да биде впишан во меѓувреме до нова година и во Законот за пензиско и инвалидско осигурување, пошто мора и таму да биде вметнато, но мислам дека таму нема да имаме некој проблем и не би требало да имаме. И наредна работа која што јас веќе си ја поставував како цел, ми е да се отпочни преговори со Министерството за правда за изготвување на нов закон кој што ќе биде посебен закон само за судска полиција. Затоа што сега имаме огромен закон за судска служба и сме како дел од судската служба и цело време бевме кочени да не го обременуваме законот за судска служба, затоа што веќе повеќе од 33%, 34% од законот испадна дека е за судската полиција, а останаа уште многу работи недоречени. Останаа да речеме да користиме потполно истите дисциплински постапки, што не би требало да се така. Дисциплинските постапки за судски полицаец, за овластено службено лице, и тоа прв пат сега го добиваме впишано баш во конкретно во законот, дека сме овластени службени лица, до сега постоеше само во закон за вработени во јавен сектор. Не може да се мешаат овластените службени лица со судските службеници, со техничко помошен персонал и со сите други вработени во судството. Што значи ќе ни престои многу голема борба и барем до сега тоа што сме решиле и како председателство, затоа што не јас ова никогаш не го правам сам. Стално е консултација со колеги низ цела Македонија, јас правам многу обиколки низ Македонија, со колегите консултации и со председателството. И одлуките се носат заеднички. Ама до сега сите одлуки што сме ги донесле, идеи што сме ги смислиле дека треба да ги оствариме, до сега сме ги остварили. И мислам дека и ова ќе го оствариме. И што ви им порачале на вработените и на институциите? Можам да му порачам само општо на сите, дека само силна, независна и професионална судска полиција не е интерес само на судските полицајци. Дека тоа е интерес на една правна држава. Дека на целото судство е интерес таква судска полиција. А ние нема да застанеме се додека не добиеме секој припадник на судската полиција не го добие достоинството кое што го заслужува и условите за работа.
отчита сите работи кои што ги заслужуваат, дека ние нема да застанеме. И дека ова не е успех на Владимир Литовски или на двајца или на тројца луѓе. Ова е успех на сите колеги. Поддршката на колегите многу ни значи и колку сме пообединети заедно, толку појаки сме и посилни и дека нема да ќе му дишиме во врат стално на институциите да биде подобро. Ви благодарам на гостувањето. И јас ви благодарам. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам што бевте со нас. Се гледаме во наредна епизода.